Добар ден на сите. Дел од она што сакав да го дискутирам, го кажа веќе колегата Милутин. Има многу работи во ребаланс, ки имаше и повеќе, нели, доколку ќе добиевме материјалите. Затоа веќе е кажано, да не должам, ќе кажам за две работи кои што така повеќе ми паднаа во очи. Првата е начинот од Милутин, тоа е за осигурувањето што ќе го немаат вработените тука. Нека ми да помислам што се може да се случи, нели, како е да бидеш неосигуран. И од тоа што го знам како приватник, да ти пропадне тендер заради тоа што вика во јавните набавки нема доставена ниту една понуда. Таа не е доставена ниту една понуда, бидејќи можеби така направен да нема ниту една понуда да биде доставена. Една работа, втора работа може да е техничка грешка или трета работа е, нели, од нестручност. Сега што е како е, има можност да се исправи тоа, да се направи нов јавен повик. Ова го правам, ова го дискутирам, после се направена консултација со брокери, со стручни лица во осигурувањето, кои што кажуваат дека кога некој не ќе да осигура, тоа се прави така што средствата на штетата на осигурителна се прави прагот да биде премногу висок, за да биде неисплатливо за економските оператори да го направат тоа осигурување. Тоа е така најверојатно и заради тоа го немаме ова осигурување, инаку дека не се заинтересирани компаниите, секој од вас знае колку добива мејлови, колку повици секојдневно за било што, дали да се осигураш здравје, дали живот, дали да осигураш возило. Значи компаниите ревностно маркетингот си го терат, посебно осигурителните компании се многу силни на тоа поле, кај што си бркат маркетинг и си барат, и институција состои нешто вработени и така интересна, доколку тој јавен повик е направен како што треба. Тоа е едната работа. Втората работа, кај уште повеќе боли, пак боли секторот од кај што доаѓам, тоа е приватниот сектор. Над 18 години сум приватник, во ребалансот, во 8 буџети и во овие се на се ребаланси, ништо нема за приватниот сектор. Поддршка нула. 2019 година, сега најдов некои податоци на сајтот на општината, 2019 година над 3905 мали и средни предпријатија големи има тука, од кои само 24 се големи, другото највеќе микро и мали предпријатија, оние зашто секогаш се борам да добијат субвенција, поддршка, па макар и морална, макар и со посета на некој сајм да им се организира на овие деловни субјекти тука. А да не зборам за поддршка за млади. Да почнат свој бизнис и да не бидат на терет на државата, на буџетот, на општината, тука да придонесуваат. Сите овде што земате плата, земате од тоа што се полни буџетот. Кој го полни буџетот? Приватниот сектор. А не, ние од 2019 сега веќе од 3900 фирми во аеродром паднало на 3700, и бидејќи овие податоци се постари, статистика дава неколку години, со година и пол две дости, уште повеќе иде надоре бројот. Ние се радуваме, имаме 77.000 жители, ама сме имале 65.000 жители со 3900 фирми, сега имаме 77.000 жители со испод 3700 фирми. Ќе бидеме спалната сова на Скопје или сакаме да бидеме општина кај што ќе се генерира профит, кај што ќе имаме повисок стандард на живење. На крајот на криштата, мене доаѓам од партија кај што ова ми одговара, зашто кај што одам по овие приватниците, викат во времето на Љупчо најубаво се живееше. Краток тој период е. Најголема поддршка имаше за малите и средни предпријатија тогаш. Сега ќе дојдат избори и сите ќе си напишат во програмите, ќе правиме вакви хабови, ќе правиме ваква поддршка, ќе оставиме на прво место малиот бизнис, микропредпријатијата. Ама после кој ќе дојде, тоа е веќе 4 години веќе нема ништо. Јас на овој ребаланс не поднесов амандман за тоа што 7 пати бев одбиен. Не гледам причина зашто треба да бидам 8 пати одбиен. Но моје е да си го кажам ова и се надевам дека наредните 4 години овие 3700 фирми со наша поддршка на општината ќе го зголемат бројот, ама за тоа има време. Благодарам.